Претседателството на Сдруженијето на прогонети македонци и нивните потомци Не заборав од Кочани синоќ одржа состанок во просториите на матичната библиотека Искра, на која беше поднесен извештај за досегашните активности спроведени по разни поводи. Покрај тоа, од аспект на актуелните состојби во општеството, членовите на Сдруженијето дискутираа околу идните насоки, а во делот на случувањата во државата кои непосредно ги засегаат. Сдруженијето на прогонети македонци и нивните потомци од Република Грција Не заборав од Кочани ја одржува својата редовна седница на членовите на претседателството на нашето здружение. Централна точка на дневниот ред е жестоката реакција, би рекол, на нашето здружение по повод комуникето политичко испратено од нашиот министер за надворешни работи Никола Димитров до владата во Атина, со кој се одрекува за жал од македонското малцинство во егејскиот дел на Македонија, со забелешка дека тамошните жители не го зборат грчки јазик, но не го зборат ни македонскиот. Фактички тоа е една тивка еутаназија, едно самопоништување, да не се има сенс, чувство дека таму се македонци со векови постојат и ќе постојат. Прогонетите македонци и нивните потомци и понатаму будно ќе ги следат политичките и меѓудржавните активности на релација Македонија-Грција, бидејќи очекуваат исправање на историските неправди кои во минатото им биле нанесени.